Прво би рекол за Свети Николе едно огромно задоволство за сите граѓани на Свети Николе, воедно за сите членови на мотоклубот, едно огромно задоволство, една огромна мотивација. Ова што го направивме ова година, да го продолжиме и за наредните години. Инаку, како информација можам да кажам дека оваа година на собирот присуствува некаде околу 2000 моторџи, а севкупно заедно со граѓаните од општина Свети Николи, Македонија и останатите држави кои гравитираат околу Република Македонија, значи имавме некаде бројка од 9 до 10.000 луѓе присутни на мотособирот. Лично прво се заблагодаруваме на градоначалникот господинот Зоран Тасев за неговата неизмерна поддршка која даде за овој мотособир. Нормално и општината како институција застана позади нашиот клуб. Сите работи кои ги побаравме од општината ни беа одобрени. Од страна на градоначалникот беше исто така комплет одобрено се она што ни беше потребно за организирање на овој мотособир. Исто така, во оваа прилика би сакал да се заблагодарам и на други институции, значи тука и Меѓународниот славенски универзитет како институција која што исто така застана позади нас и го подпомогна овој мотособир, и други правни субјекти од Свети Николе, помали фирми кои што исто така застанаа позади нас со минимални средства, дадоа свој допринос и дадоа значаен белег за реализирање на овој мотособир. Она што ми го кажа, прво честитки за организаторите, благодарност до нив што, нели, и овој пат на висината на задачата си ги повикаа своите пријатели од, би рекол, од целиот свет, оние што можеа да дојдат. Благодарам за убавите зборови до мене и јас можам само да го кажам следното. Значи, ако во нивните официјални списани и сајтови кои што ги гледавме е прогласена за една од најдобрите забави која што се случила, може да кажам дека ова беше најдобрата забава која што во Свети Никола се случила последните 30 години. Јас како градоначалник и локалната самоуправа и понатаму ќе продолжиме да ги поддржуваме во нивните добри намери. Ова се покажа дека една добра бренд манифестација, која што ќе пренасти и прераснува во вистински бренд на градот, меѓутоа и на Македонија, затоа што е еден од најголемите собири, мотособири во самата држава. Значи, наредната година ќе ги ставиме во програмата, значи, мотоклубот ќе го ставиме во програмата. Уште сега почнаа подготовките на овој состанок за наредната година, која група, една или две групи звучни имиња кои би ги довеле и младите би се забавувале. И морам да кажам дека значи, ваквите бренд манифестации ние како локала мораме да ги негуваме. Таму, за жалење, можам да констатирам една работа, дека имаше две категории на граѓани, оние што дојдоа да уживаат и оние кои што имаат ниски поводи и страсти, кои што сакаат да му дадат една негативна конотација на собирот, меѓутоа тоа е ствар на менталитетот и на гледање на работите. Ние како општина и мотоклубот одиме понатаму, ние сме многу поголеми од се. Значи, продолжуваме, реков ги почнуваме подготовките заедно со нив за наредната година и верувам дека оваа бренд манифестација до година ќе се дуплира бројката на присутни. Ако оваа година имаме 10, до година ќе имаме можеби 20.000 посетители, многу повеќе моторџи и на Свети Никола ќе му дава еден посебно значење и посебен сеј, затоа што и терминот е така убав, погоден. Можам да кажам дека ние и идната година како ова година и финансиски ќе го помогнеме собирот и логистички ќе го помогнеме собирот и дека оваа бренд манифестација на вистина кога ќе зборуваат за нашиот град по убавите работи ќе биде и една од всушност оваа манифестација. Значи, овој настан, овој мотособир пред себе беше дружење, забава, собир на кој ќе се сретна многу пријатели, на кои се оствари нови пријателства, но еве нажалост, како што спомна и градоначалникот, имавме категорија на луѓе кои што еве беа со некои други побуди, можеби сака да дадат некој друг тек на самиот настан, но би рекле ние се оградуваме од таквите луѓето кои што дојдоа и има друга замисла за собирот, но на крај би рекол сепак се заврши одлично. Преовладуваше добра атмосфера, преовладуваше добра забава. Помеѓу нас, значи, беа присутни многу лица, значи, луѓе кои што беа присутни не само од Македонија, туку јас спомнав во една моја изјава од Бугарија, од Србија, имавме наши пријатели од Австрија, од Словенија, од Хрватска, така да оваа прилика ја користам да ги поздравам сите луѓе кои што уживаа на собирот и уште еднаш да ги поканам за наредната година. Еве и градоначалникот веќе спомна дека веќе почнавме, иако завршивме пред 2 дена со мотособирот, но ние веднаш почнуваме со подготовките за наредниот
кој што, како што спомна градоначалникот, повторно ќе биде во координација и со помош на општина Свети Николе, Меѓународниот славенски универзитет и сите добредојдени останати институции и правни субјекти. Благодариме за поддршката. Благодарам на вас. Значение на можеме да се Обавезно, нема збор. Благодарам. Здраве да се. Фала. Благодарам,